Трговците ги залепија новите повисоки цени во супермаркетите. Драстично поскапеа сирењето, кашкавалот, јогуртот, павлаката. Иако власта постојано смируваше дека нема да дојде до поскапување на производите, сепак тоа се случи. Алфа направи обиколка во неколку поголеми супермаркети и за жал сликата е поразителна. Литар јогурт од 70 скокна на дури 90 денари. Кравиот кашкавал кој досега одеше за 500 денари, сега се продава по 600 денари за килограм. Овчиот кашкавал замина до 900 денари, мешаниот околу 700, додека па кравиото сирење се продава над 400 денари, а овчото пак оди за над 500 денари. 400 динара беше кашкавалот, коропца е 600. Кај го има тоа? Ние сме во Европа, не сме онаму кај што треба. Не се издржува, видих колку купи 50 грама сусам интегрален. И така натаму, не се издржува, стварно не се издржува. Јас сум со 13.000 пензија, само Господа не чува. Не е многу повеќе од многу. Значи од 100% па нагоре. Не знам, ужасно. Ужасно е скапо. Немам коментар, ужас. Овошје, све е поскапено. Страшно нешто. Се издржува тешко. Ма какво издржување? Нели требаше од 1 септември, они сега преку трупа 15 дена, па наредниве 15 ушеднаш. Ужасно. Од направената обиколка во поголемите маркети, покрај млечните производи, камерата на Алфа забележа и ново поскапување кај овошјето и зеленчукот. Ваквиот раст на цените се должи на тоа што земјава нема доволно домашно производство, велат економските експерти. Според професорот Абил Бауш, цените ќе одат уште нагоре, ако земјава веднаш не воспостави реална, а не козметичка стратегија. Увезуваме зеленчук од Албанија, од Грција, од секаде, а таму веќе ти имат заекнување нивните валути. И сега вие кога одите таму да купувате тој производ, тој веќе е со покачена цена. И овде се покачуваат цените. Кај нас се прават некои чудни работи, чудни, да речеме, параметри, економски параметри кои ни се случуваат во државата. Економистите додаваат дека иако инфлацијата се намали и стане едноцифрена, сепак тоа на граѓаните не им значи ништо, зашто цените буквално експлодираа и за жал никогаш нема да се вратат како до пред неколку години. Ние никогаш нема да се вратиме во првобитните цени, кои што ги имавме 2019 или 2020. Значи, тука е проблемот. Сега вие, ако се нарекувате земјоделска држава, со земјоделски капацитети, да речеме, како може вие да имате покачување на цена на млечните производи, кога можете во државата инвестирате во земјоделие? Ние сме социјална држава, а социјална држава која што не ги штити најранливите категории. И покрај ценовното цунами од власта се оптимисти. Вела дека цените ќе се стабилизирале, ама кога не кажаа. До тогаш граѓаните се оставени на милост и немилост, без никакви мерки за колку толку да се ублажи ценовниот шок.